Вести на Канал 8, добар ден. Мирно и без многу дискусии помина 28-та седница на Советот на општина Кочани. Од 20-тината точки што беа на дневниот ред, најмногу внимание кај советниците привлече информацијата за исправноста на водата за пиење од алтернативните извори. Првата седница во оваа година на Советот на општина Кочани помина во мирна атмосфера, без вкрестување на копјата меѓу власта и опозицијата како карактеристика за последните три. Една од причините за тоа веројатно беше и дневниот ред, на кој немаше точки со чувствителни теми, околу кои вообичаено се развиваат жестоки дискусии. Очекувано, најголемо внимание предизвика извештајот за исправноста на водата за пиење од алтернативните извори, односно од јавните чешми и пумпи во општината, особено во планинскиот регион. А мене посебно ме иритираше состојбата со водата во планинскиот регион. Сите знаеме дека одеме на планина, дури нели да се напиеме убава планинска вода, има луѓе кои што гледаме со одредени туби, таму шишиња си земат за дома, со мисла дека ќе пијат планинска вода, чиста вода. Од резултатите што ги видов во табелите дадени, ниту една чешма или друг извор на вода природен не е исправен, а што е најжално, водоводните мрежи од каде што се снабдуваат населението од селата во планинскиот регион и тие не се исправни. Што е уште па пожално, хемиски се неисправни. Беше упатена забелешка што наместо за водоводите во планинските села да се грижи надлежен правен субјект, одговорноста за нив им е препуштена на председателите на местните заедници, кои не се компетентни за тоа. Наша обврска е како општина, посебно како совет на општината, кој што имаме ингеренции врз јавното предпријатие Водовод. И многу убаво тука е кажано на крајот од овој извештај дека според новиот закон за води треба водоснабдувањето да биде покриено од јавното предпријатие кој што стопанисува со тоа да ги снабдува граѓаните со вода. Значи, конкретно кај нас тоа е КЈП Водовод. Представникот на комуналното предпријатие рече дека во моментот тие имаат надлежност само за исправноста на водата за пиење од градскиот водовод, за која има и гаранции од тие во рамките на потребните параметри. Целокупната вода што излегува од фабриката за вода во водоводниот систем во општина Кочани е апсолутно целосно исправна за пиење. Потврда од тоа имаме и верификации од акредитирани и валидизирани институции како што се Центар за јавно здравје Кочани, Центар за јавно здравје Институт на Република Македонија за јавно здравје Скопје, сите инспекцијски контроли, проверки ажурирање на ХАСАП системот недвосмислено укажуваат на тоа дека водата апсолутно по сите законски норми е исправна за пиење. Од Центарот за јавно здравје дојде потврда, оти има проблеми со исправноста на водата за пиење во планинскиот регион, посебно од водоводите во тамошните населени места. Бидејќи не е потребно само хлорирање на водата, треба да се одржуваат и водоводните објекти. Има многу технички пропусти во водоводните мрежи, бидејќи не се реконструирани со години наназад. Па затоа треба да стопанисува правно лице. А во овој случај најдобро е КЈП Водовод да преземе одговорноста за стопанисување со овие водоводни објекти. Кочани нема многу алтернативни извори за водоснабдување, единствено Белската чешма е исправна, па апелирам до советниците, до градоначалникот да се преземат некои мерки тој објект да се заштити. На крајот од расправата за оваа точка, советниците едногласно ја прифатија информацијата за исправноста на водата за пиење од алтернативните извори. Исто така, се согласија со заклучокот од Комисијата за здравство и социјална заштита, комуналното јавно предпријатие Водовод да ја преземе ингеренцијата врз водоводните мрежи во планинските села, за да се обезбеди нивно стручно одржување и проверка на квалитетот на водата за пиење. Центарот за јавно здравје побара одговорно преземање на уврските со хлорирањето на водата во виничките села. Оваа тема повторно беше актуелна на последната седница на Советот на општината. На последната седница на Советот на општина Виница повторно беше актуализирано прашањето за квалитетот на водата во виничките села. Од Центарот за јавно здравје побара виничкото комунално предпријатие одговорно да ги преземе обврските со хлорирањето. Да ги преземе одговорно. Оние водоводни системи кои што се преземени
да се стават за задача постојано водата е континуирано да се хлорира и да се одржува водоснабдителните системи. Што се однесува до точката од дневниот ред, извештајот за здравствената безбедност на водата во селото Виничка Кршла беше искажан конкретен предлог. За ова населено место, мој предлог и предлог на други лица со кои што сум се консултирала, треба да се изгради еден регионален систем за водоснабдување. На почетокот од минатата година беше констатирано дека водата од бунарите во селата Трстија, Крушево, Лески, Грлани и Калиманци е неисправна за пиење и не одговара на законските и стручни прописи за исправност. Затоа советниците тогаш донесоа заклучок со кој го задолжија комуналното јавно претпријатие Солидарност да преземе конкретна иницијатива за преземање на сите селски водоводи, за да може редовно да се одржуваат, а со тоа да се избегнат и последиците од евентуалната загаденост. Општина Чешиново Облешево со превентивни мерки се подготвува за најавениот зголемен доток на вода и спречување поплави. Општинскиот кризен штаб организира чистење на каналите и зајакнување на речните брегови, а набавени се и вреки за полнење со песок, како дополнителна заштита. Превентивно се чистат собирните канали за вода и се зајакнуваат речните корита во општина Чешиново Облешево. Механизацијата е ангажирана на неколку локации со цел да се намалат можностите од поплави по најавените обилни врнежи во наредните денови. Општинскиот кризен штаб на последниот состанок го утврдил редоследот на активностите, како и насоките што биле дадени на средбата што пред неколку дена се одржала во Дирекцијата за заштита и спасување во Скопје. Со кризниот штаб ги утврдивме сите критични места каде ни се, со помош на владата на Република Македонија и на Дирекцијата за заштита и спасување веќе имаме машина на теренот што веќе работат. Општината Чешиново Облешево во вчерашниот денешниот ден набавивме вреки за полнење со песок, значи ќе бидат распределени по сите населени места кои се критичните, значи вклучително од Жиганци, Уларци, Чешиново, Чифлик, Облешево, на сите е поделено вреки за полнење со песок, на местата каде што ќе нема песок, значи општината ќе обезбеди песок и самите граѓани тука апелирам што може да излезат во пресетот на тоа нешто. Се надевам дека циклонот Давид нема да не фане толку многу, ама со ние пак да бидеме подготвени. Една од најкритичните точки на кои се посветува поголемо внимание е коритото на Злетовска река, како и нејзината околина во близина на селото Уларци, непосредно кај мостот на магистралниот патен правец А3. Тоа е една од најкритичните точки, значи тоа е најнискиот дел на целата котлина, значи тука е вливот на река Брегалните, во река Брегалните се влива Злетовска река и ободниот канал што ги абсорбира сите води од осоговијата. Според мои податоци некаде имаме собирање на вода околу од 15 до 20 милиони кубни вода. Тука ни е еден главен ја викам и артерија на цела Источна Македонија, тоа е главниот пат А3, каде што поминува и за тоа се овие мерки погозголемени и повеќе внимание обрнуваме сега на Злетовска река, за да не отсечеме Источна Македонија со овие поплави. Според Личков, почвата на целата територија на општината Чешиново Облешево е заситена со вода и тешко може да абсорбира нови количини. Нивото на подземни води е многу високо, што предизвикува нивите, бавчите и дворовите во населените места постојано да се поплавени. Затоа тој го повика местното население да помогне во расчистувањето на затрупаните канали пред нивните живеалишта, за да се обезбеди нормално истекување на надојдените води. По завршувањето на хуманитарниот концерт по патејките на Тоша, парите од продадените влезници се префрлени на сметката на Даниел Митков, за кого се организираше. Освен тоа, имало и хумани граѓани кои, иако не дошле на концертот, донирале парична помош за Митков. Собраните пари од хуманитарниот концерт за помош на Даниел Митков се префрлени на неговата сметка. Организаторот на концертот, Тоши Илиев, јавно пред камерите ги уплати средствата во банка, откако беше сумирано дека тоа бил неуспешниот настан досега. Според Илиев, нашите сограѓани покажале високо ниво на хуманост и на концертот дошле во голем број. Значи се продадоа 700 карти, односно 694 карти, тоа е еднакво на 34.700 денари, што е супер, мислам.
убава сума во однос на претходните 2 години. Ова година можам да се пофалам дека најуспешна, значи најуспешен концертот со најголем број продадени влезници. Ете така, горд сум што уште еднаш и посебно убаво се чувствувам што уште еднаш по трет пат, значи помогнав на нели со концерт, со организација на концертот на уште едно лице, односно ова година Даниел Митков, и ова прилика ја користам да му посакам побрзо опоравување и успешна операција се разбира. Покрај собраните пари од продадените влезници од концертот, 2 хумани сограѓанки се вклучиле во акцијата за помош на Митков. Изразија желба покрај тоа што не можеле да присуствуваат на концертот, да донират пари за Даниел, односно можам да ја кажам тетка Цеца која донираше 1000 денари и тетка Пожанка која донираше 500 денари. Во ова прилика им се заблагодарувам и на нив. На третиот поред хуманитарен концерт што го организираше Илиев, вообичаено настапија локални музичари. Почитувајќи го мотото по патеките на Тоше, тие ги пееја хитовите на македонската музичка звезда Тоше Проески. Организаторот најави дека планира и во иднина да продолжи со организирањето слични концерти за помош на луѓето на кои таа им е потребна. Општинската организација на Црвен крст ја реализира редовната акција за промоција на хуманите вредности. Обука на оваа тема се одржа во Основното училиште Раде Кратовче, а на неа учествуваа 30 наученици од сите училишта во Кочани. Во текот на овој месец, 46 представници од општинските организации на Црвен крст во Македонија станаа дисеминатори за промоција на хуманите вредности во циклусот за 2015 година. Тие се здобија со основни знаења за менаџирање групи млади луѓе кои ќе изработуваат мали проекти на терен. Во рамки на редовната ПХВ акција, Општинскиот Црвен крст од Кочани организираше работилница во Основното училиште Раде Кратовче, на која на унифициран начин се обучуваа младинци кои ќе бидат дел од овогодишниот циклус за принципите на Црвениот крст, амблемот, конвенциите и компонентите на движењето. Значи, Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е проект кој е имплементиран од 1996 година од страна на Норвешкиот Црвен крст, а е поддржан од Меѓународниот комитет на Црвениот крст. Тоа опфаќа 3 обуки во кои на ниво на цела Македонија ќе се обучат 1200 младинци, а во секоја општинска организација по 30. Значи, обуката ќе се одржи во Основното училиште Раде Кратовче, каде што учениците кои ќе бидат присутни од сите 4 училишта во град Кочани, основни и средни, ќе се запознаат со историјатот на Црвениот крст, неговите принципи, Женевските конвенции, настанокот и слично. По првата работилница ќе следува обука за начините на изработка на малите проекти, а третата и последна обука е за тоа како да се документираат проектите. Програмата за промоција на хуманите вредности оваа година има изменета временска рамка. Циклусот започнува од јануари, обуките завршуваат до март. Во април и мај планирано е да се изработуваат малите проекти, а двете финални работилници ќе се одржат во јуни. Минатата година во склоп на ПХВ програмата, младинците изработија 210 мали проекти, преку кои помогнаа на вкупно 4055 лица. Вести од спортот. Одржана манифестацијата Спортист на годината. Наградата, како што и претходно беше информирано, и ја доби карате репрезентативецот на Македонија Мартин Стојменов. Мартин Стојменов ја прими наградата за Спортист на Кочани за 2014. Ова за него е трето признание во низа. Резултат е вели на континуираната и упорна работа. Ова признание за мене значи сите напорни години, целото напорно тренирање, дека еден ден се исплаќа. Ова за мене е трета награда поред. Исто така беа 3 успешни години, се надевам дека така ќе продолжам и ќе освојам уште многу награди. Во емотивен говор пред присутните, тој соопшти дека поради повреда го пропушта Европското првенство. Рехабилитацијата на обновената повреда на рамото ќе трае половина година. Таков е спортот, во секој спорт се случуваат некои повреди. Искрено ми е многу жал што нема да настапам на Европското првенство. Категоријата ми е позната, надпреварувачите ми се познати.
бев премногу спреман и се надевав на некој успех. Се надевам дека најбрзо што можам ќе ја санирам повредата и ќе се вратам пак на тренирањето и никогаш не е касно. Со сигурност знам дека еден ден мојот сон ќе се оствари. Чест и задоволство е да се биде спортски работник за 2014-та, смета Владо Андов, координатор на женските фудбалски селекции на Македонија. Чест и задоволство е да од страната на своите сограѓани, од фелата на луѓето кои ги 360 дена кои објавуваа за спортот во Кочани и пошироко, стварно сум изненаден од оно што ми е доделено за најдобар спортски работник за 2014 година за општина Кочани. Тоа се должи на повегодишна работа и како тренер и како фудбалер. Значи, ово е круна како една општествена награда од општина Кочани. Инаку минатата година од страната на Фудбалската федерација на Македонија бев назначен за координатор на сите селекции женски фудбал на Македонија. И чест и задоволство ми е преку мојот клуб, преку државата Република Македонија, преку фудбалската репрезентација на Македонија да го негуваме и да го продолжиме патот од каде сепак мислам дека не сме застанале. Моето искуство и како спортски работник и како тренер и како координатор највеќе, значи последните 10 години го посветив во женскиот фудбал на Македонија и ќе наставиме со едно исто такво темпо, а посебно голема благодарност до новинарите кои се сетија и кои на некој начин ми го дадоа и ме валоризираа како спортски работник на општина Кочани за 2014 година. Тренерот на ЖФК Кочани Оливер Јовановски на наградата од ФФМ за најдобар тренер во женскиот фудбал во Македонија за 2014 го надобраза и признанието за најдобар тренер во Кочани за минатата година. Наградата која што ја добив денес за најдобар тренер на општина Кочани ми е големо значење, бидејќи ја добив директно од мојот роден град, од општината. Представува голем мотив за понатамошна работа во фудбалот воопшто во Македонија. Се надевам дека оваа награда што ја добив оваа година е сосема заслужено како резултат на резултатите кои што беа постигнати со женскиот фудбалски клуб Кочани, со освојањето на двојна титула и учеството во Лигата на шампиони за натпреварачката 2013-2014 година. Се надевам дека со резултатите кои што беа постигнати во клубот ќе продолжиме во едната година, дека и другата година ќе се надеваме и ќе славиме исто така вакви признанија и награди. За најдобра екипа за 2014 беше прогласен шампионот во женската фудбалска лига, женскиот фудбалски клуб Кочани. Како капитен можам да кажам дека оваа година беше најуспешната за нашиот клуб со освојувањето на Купот на Македонија и првото место во лигата, првата женска фудбалска лига во Македонија. Исто така сакам да се заблагодарам на моите клубски, односно колешки, за тимската работа и ние преку целата сезона действувавме и бевме како едно семејство, сите заедно, сложни, со што и ги добивме овие резултати, бидејќи знаете како е во фудбалот тимската работа и се постигнуваат успеси. Така, исто така сакам да се заблагодарам на мојот тренер Оливер Јовановски и професорот Владо Андов, со кој сум уште од дете, кој што ме научија на многу работи и сум многу благодарна за тоа. Локалната самоуправа обезбеди награди за сите спортисти што влегоа во конкуренција на спортист на годината, а ги предложија матичните клубови, рангирајќи ги според бодовите на комисијата. Ана Веселинова од ЖФК Кочани, Димитар Јакимов од карате клубот Партизан, Ненат Атанасовски од клубот за гимнастички спортови Кочани, Петар Каров од истиот клуб, Даниела Колева, тениски клуб Акватен, Петар Лазаров, градски фудбалски клуб Осогово, Љубомир Ангелов, кошаркарски клуб Баскет Дино, Андреј Наков, боречки клуб Спартак и Христина Анастасова, клуб за гимнастички спортови Кочани.
Наградите за млад надежен спортист ги добија каратистот на Партизан Роберто Здравковски, Андреј Данилов од Баскет Дино, Антонио Јаношевик од клуб за гимнастички спортови Кочани, Мартина Шахинова, карате клуб Партизан, Ана Благонова, ЖФК Кочани, Љубомир Давидков, карате клуб Кочани, Андреј Савев, тениски клуб Акватен, Стефан Ковачевик, ФК Кочани, Ристе Симеонов, клуб за гимнастички спортови Кочани и Јана Николова исто така од КГС Кочани. На манифестацијата беше доделена и награда за трајни вредности во спортот. Таа заврши во рацете на Планинарското спортско друштво Согова. Вонредната награда за трајни вредности во спортот годинава му беше доделена на Планинарско спортското друштво Пониква, односно квартетот Димитар Цеков, Симеон Тодоров, Никола Христов и Ѓорги Хаджиев, кој успешно ја заврши мисијата за освојување на Монблан. Големо задоволство што не сме заборавени, право да кажем, за нашиот подвиг што го остваривме 2000 година. Тоа беше по втор пат. Прв пат бевме 1978 година, али поради временски неприлики не ни беше дозволено да се качуваме на врвот. 2000 година го остваривме нашата цел што ни бе зацртана уште 1978 година. Идејата ни беше нашата сограѓајка Дивна Крушарева. Пред нас беше со скопска екипа на освојување на Монблан и на еден разговор тука во Кочани, шетајќи во корзото Кочанско, и таа ни ги евоцираше спомените што од качувањето на Монблан, и тогаш се јави кај нас идејата за да го освоиме највисокиот врв во Европа. Како изгледа овој подвиг од перспектива од 35 години? Тогашните услови даваат дополнително значење на остварениот успех, без оглед на тоа што експедицијата ќе рече дека највисокиот врв во Европа и не е нешто посебно. Па изгледаше посиромашко ние, кога идевме ние по работните организации, тогаш баравме некои финансии, не ни даваа финансии, него ни даваа храна фактички. Некои паштети, некои риби и со тоа кренавме натаму. И една случка да ви кажам, од Мошо пијаде добивме некои паштети стари, не фати некоја алергија, знаеш, фактички. А летно време беше, морашме да се облачаме да не соберат некоја карантина да однесат. Не е кој знаеш што да разбираш, имаш ли пари сега им кидеш, сега ќе освоеш. Ние тогаш сиромашки кренавме и сиромашки се вративме. Гледавме да се вратиме живи и здрави. Промовирана публикацијата 90 години фудбал во Кочани. Издание е на општина Кочани, а за неа се подпишуваат 4 автори. Промоцијата на делото 90 години фудбал во Кочани се одржа на вечерта за избор на спортистот на годината. Автори на монографијата се Љубинка Ајтовска, Киро Герасимов, Јордан Минов и Иванчо Захариев. На 120 страници во неа сведочат поранешни и актуелни фудбалери, суди, новинари и подражувачи кои поседуваат известна архива од позначајните настани. Градоначалникот Радко Димитровски и општина Кочани се јавуваат како издавачи на новата публикација посветена на фудбалското живење во Кочани. Да се изработи едно вакво дело искрено е вистински потфат. И тоа од неколку причини. Обсегот на случувањата во фудбалот е широк. Видувањата на лицата и на станите понекогаш се различни, а интересот од спортската публика и пошироката јавност особено голем. Благодарам за она што го правиме како историја на општината Кочани, до сите оние кои што се во спортот на било кој начин. Промотор на публикацијата беше пензионираниот легендарен спортски коментатор на македонската радиотелевизија Атанас Костовски. Тој доби силен аплауз кога изрази надеж, повикувајќи ги општината и градоначалникот најправин да го вратат Осогово во втората, па во првата фудбалска лига, осврнувајќи се на неможноста на клубот да ги собере парите за котизација пред неколку години. Централно место во публикацијата 90 години фудбал во Кочани е посветено на брендот на кочанскиот фудбал, фудбалскиот клуб Осогово, но опфатени се и другите машки и женски фудбалски клубови од Кочани. Сознанија се црпени од претходното јубилејно издание за кочанскиот фудбал на Методи Хаджипаунов, насловено 80 години фудбал во Кочани.
А навивачката група Сеимени веднаш по завршувањето на манифестацијата Спортист на годината излезе со изјава во која ја нападна организацијата на настанот. Сеимените остро ја нападна манифестацијата Спортист на годината, нарекувајќи ја лицемерна. Револтирани се и од гестот на организаторот, што навивачката група не била поканета на промоцијата на публикацијата 90 години фудбал во Кочани. Прво, една честитка до сите спортисти во општина Кочани кои екзистираат и функционираат во овие субстандардни услови што ги имаат, и голем поздрав за нивните успеси и резултати, и се надеваме на уште повеќе резултати оваа година. Ние нашето присуство како навивачка група Сеимени овде сакаме да го искористиме со цел демонстративно да се оградиме од целата оваа лицемерна манифестација. Оваа манифестација е лицемерна, како што кажавме и лани истото време. Не ќе ме награди сакаме спорт. Ние како навивачка група не бевме нити поканети на оваа манифестација, туку дојдовме само иницијативно, иако на истата манифестација проба да се протурка и книгата 90 години фудбал во Кочани, на која патем може да видите и дека има пишувани за нас, но сепак дали авторите, дали организаторите не најдоа време за да не повикаат на истата манифестација. Самата организација на манифестацијата Спортист на годината со 20 годишна традиција е илустрација на падот на спортот во Кочани, сметаат Сеимените. Може да забележиме дека од почетокот на манифестацијата до денес спортот оди се подолу и подолу и подолу. Имавме упатени јавни прашања до градоначалникот кога планира да го дигне спортот на повисоко ниво, дали има стратегија за тоа, дали има план и цел. Година после тоа видовме дека ниту има стратегија, ниту има план, ниту има цел, ниту пак намера да го прави тоа, затоа што финансиите за оваа година за спорт се уште по-оскудни од лани. Додека се случуваат вакви лицемерни манифестации, даваме награди, а немаме спорт, ние Сеимените никогаш нема да дадеме подршка на вакви и слични настани, заврши Крстевски. И информацијата дека во првото коло од Суперлигата во рамки на М18 во Кочани екипата на Баскет Дино се среќава со МЗТ Скопје. Надпреварот се игра в сабота со почеток во 13 часот. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.